Со Богородица стоиме под крстот. Слушање и размислување за Божјото Слово. А кога го зборуваше тоа, една жена извика од народот и му рече: блажена е утробата што те носела и градите од кои си се хранел. А он рече: да, но блажени се и оние што го слушаат Словото Божјо и го пазат. За време на Исусовата јавна служба, една жена од толпата повикала кон Исус, одавајќи чест на неговата мајка. Исус на некој начин ја и поправи, но неговото поправање не го намалило блаженството на неговата мајка. Наместо тоа, зборовите на Исус го издигнаа благословот на неговата мајка на едно ново ниво. Кој повеќе од нашата блажена мајка секојдневно го слуша Божјото Слово и совршено го пази? Никој не беше позаслужен за ова издигнување до блаженство од нашата блажена мајка. Оваа вистина посебно ја живееше додека стоеше во подножјето на крстот, принесувајќи го својот син на Отецот со целосно познавање на неговата спасителна жртва и со целосна согласност на нејзината волја. Таа, повеќе од кој било друг следбеник на нејзиниот син, ги разбрала пророштвата од минатото и ги прифатила со целосна подчинетост. А вие, додека гледате во крстот на Исус, дали можете да го видите вашиот собствен живот со единец со неговиот на крстот? Дали сте способни да ги прифатите товарите на жртва и само дарување за кој Бог ве повикува да живеете? Дали сте способни да ја почитувате секоја заповед за љубов од Бога, без разлика колку тој бара од вас? Дали сте во можност да го слушате Словото Божјо и да го пазите? Размислете денес за вистинското блаженство на Богородица. Таа потполно го прифати Божјото Слово и го запази до совршенство. Како резултат на тоа, таа беше неизмерно благословена. Бог исто така сака да ве благослови во изобилство. Единствениот услов за тој благослов е отвореност кон Словото Божјо и целосно да се прифати. Разбирањето и прифаќањето на тајната на крстот во вашиот живот навистина е најбогат извор на небесни благослови. Сватете и прегрнете го крстот и ќе бидете благословени со нашата блажена мајка. Најдрага мајко, ти дозволи таинствата на страдање и смрт на твојот син да навлезат во твојот ум и да изнудат голема вера. Како што разбра, така и прифати. Ти благодариме за твоето совршено сведоштво и молиме да можеме да го следиме твојот пример. Мајко моја, привлечи ме во благословите што ти беа дадени од твојот син. Помогни ми да најдам голема вредност во доброволно прифаќање на крстот. Секогаш да го гледам крстот како извор на најголемите радости во животот. Господи мој страдалнику, те гледам со твојата мајка и се молам да можам на тебе да гледам како што таа гледаше на тебе. Се молам да ја разберам длабочината на љубовта што го потикна твоето потполно самодарување.
излиги Твоите изобилни благослови врз мене, додека се трудам поцелосно да влезам во оваа таинство на Твојот живот и страдање. Верувам, мој Господи, те молам, помогни ми во моментите на неверие. Пресвета Богородица, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.